Среќен сум што сум жив, го живеам мојот втор живот. Со овие зборови тетовецот Саше Серафимовски ја започна својата приказна за искуството со коронавирусот. После речиси 4 недели лекување, дочекал 2 негативни теста. Се уште се чувствува слабо, но закрепнува. Најпрво дома, па 2 недели се лекувал во 8 септември. Деновите минати таму и се она што го видел, нема никогаш да го заборави, исто како и пожртвуваноста на медицинскиот персонал. Јас никогаш не сум бил болен. Тие први 6 дена во 8 септември за цел живот ќе ги памтам. Значи тоа беше страшно. Многу кашлање, тешко дишење, бев под кислородна поддршка. После 7-миот ден ме префрлија на полесен оддел, каде што ме третира сестрите, докторите. Значи, можам да кажам, значи, Господ нека им е на помош колку значи они се залагаат околу секој пациент, буквално. Позитивна на вирусот била и неговата сопруга, но Маре, која и самата е медицинско лице, раскажува дека поминала со поблаги симптоми на домашно лекување. Позитивните мисли и смиреноста се вели клучни. Сепак порачува дека ова е сериозно и така треба да се однесуваат и луѓето. Страшно е тоа кога ќе отидете во една болница и кога ќе видите комбето од бутел дека чека долу. Значи тоа е многу тежок психолошки удар. Многу удира на психата кога ќе видите дека од болницата изнесуваат мртви луѓе. А вие веќе некого оставате или вие сте отишле во болницата да се лечите, значи тоа е многу тешка ситуација. Своето искуство со вирусот Саше го споделува, токму за да укаже на свесноста на луѓето дека ова не е шега. Тој ја има среќата се да заврши добро. Јас сум благодарен на тоа што сум жив, едноставно, затоа што вирусот удира од ненадеж, значи од ненадеж, мислиш дека си добар, во еден момент тој удира на бели дробови, на не знам веќе што, и прави големи проблеми. Саше и Марија добија битката со коронавирусот, но ова велат не значи дека треба да бидат опуштени. Вакво искуство не посакуваат никому, токму затоа и порачуваат сите да се однесуваат одговорно.